Посакувам едно релаксирано добро утро од студиото на Алфа телевизија овој петок, а петочки се знае секогаш е малку поинаква атмосферата кога знаеме дека пред нас се два слободни денови. Имавме една ноќ во која малку посвежо се чувствувавме, така ќе биде и во текот на наредната ноќ. Имаме доста пониски температури, забележително пониски температури, а во моментов температурата во главниот град изнесува 21 степен над нулата. За тоа какви ќе бидат приликите во текот на викендот, на крајот на нашата најава, за почеток ќе да ви кажам дека и денеска ви подготвивме интересни содржини, кои што сум сигурна дека ќе го задржат вашето внимание и ќе останете на нашата фреквенција се до крајот на денешната утринска програма. Со гостите малку подоцна ќе ја видите мојата колешка Слободанка. Инаку, што се однесува до настани кои што се актуелни во текот на овој ден, вчерашниот и во текот на изминатите денови, знаете дека пожарите има се уште активни пожари низ нашава земја. Еден од оние кои најмногу ја загрижуваат јавноста е пожарот во ловиштето Јасен, кој се уште не може да се стави под контрола. Во соседството пак знаете дека пукања, детонации, хаос ја тресат Србија. Огромни немири кои што ескалираа во текот на изминатите две деноноќија. Србија влезе во еден од најнапнатите периоди во овој протестен бран. Студентите и граѓаните се масовно излезени по улиците. Во многу градови регистрирани се бројни судири, немири, има многу повредени, а има исто така и многу приведени лица. И што ќе се случува понатаму, ќе видиме во текот на вестите малку подоцна. Бидејќи вчера во контактната емисија Збор по збор имавме тема која што е многу важна за нас како македонци, како идентитет, беше тоа протоколот поврзан со бугарските уцени за бришење на македонската историја, за уставни измени и нешто што на вистина треба сериозно да го засега секој еден чесен и одговорен македонец кој си ја сака сопствената земја. Имавме многу коментари после емисијата дека многу од гледачите сакале да го искажат своето мислење, но за жал не успеале во текот на тие минути кои што ни беа дадени на располагање, па затоа донесовме одлука да ја продолжиме темата и ова утро. Значи, прва тема и ова утро ќе биде: ќе има ли Македонија подобри позиции во преговорите со ЕУ ако Уставниот суд го поништи протоколот со Бугарија од 2022 година? Втората тема ќе биде секако слободна, а први гости на Слободанка во 7 часот и 30 минути ќе бидат групата Респекти, кои што ќе проговорат нешто повеќе за нивните активности, за нивната музика и за се она што тие музицираат заедно со нивната публика. Имам интересен прилог на колешката Ирина Спировска, инспирирана од најновиот препев на нашата Андријана Јаневска, која што направи еден многу добар аранжман на познатата песна "Каде сте, македончиња". Потоа ќе ја вклучиме нашата Ивана на линк, која ќе разговара со Викторија Мирчевска-Стојчевска за да ни пренесат некои интересни техники за квалитетно читање и за самостојно учење и долготрајно меморирање. Ова во пресрет на учебната година навистина ќе биде многу полезно, особено за учениците кои што првпат седнуваат во ученичките клупи. Прилог кој што го правеше колешката Билјана Божиновска се разбира пред крајот на емисијата. Да не се подсетиме која храна најмногу ни го поттикнува лачењето на хормонот на среќата. И последна гостинка денеска во 8 часот и 50 минути ќе видиме Розета Паскали, психотерапевт, која што пак ќе ни помогне или ќе не подсети на битни нешта како да ги зачуваме семејните вредности. А се знае дека семејството е столбот на општеството. Ајде да видиме каква температура не очекува денеска. Да, малку се пониски температурите, 36 се во Скопје, но 36 се и во југот на земјата, каде вообичаено го ближува 40-тиот степен. Доста посвежо во Полошкиот регион, 26, 29 во Беровскиот и 31, 32 на територија на Преспа, Битола, Охрид и така натаму.
Сончево со умерена облачност, време ќе дува слаб до умерен ветер од североисточен правец. Во текот на викендот, еве да видиме какви температури не очекуваат. Да, максималните ќе бидат сепак до 37-38 степени, што значи дека веќе од понеделник ќе има и понекое облаче и услови за дожд и грмежје. Дождот ни е и тоа како потребен на сите, нас најмногу на почвата. Тука некаде предлагам да, ако си пиеме кафе, да си направиме кафе, ако си земаме терапија, наутро да си ја земеме терапијата и да проследиме заеднички кои настани го одбележаа вчерашниот ден. Веднаш по тоа ги вклучуваме телефонските линии. Часот и 50 минути. Ги поздравувам сите кои си поспавте половина час подоцна од нас кои бевме овде од самиот почеток на емисијата. Денеска е петок, релаксирано и имаме, би рекла, продолжение на вчерашната тема од контактната емисија Збор по збор, каде отворивме дискусија на тема ќе има ли Македонија подобри позиции во преговорите со ЕУ доколку Уставниот суд сепак го поништи протоколот подпишан со Бугарија во 2022 година. Некои од вас беа децидни дека да, мора да се поништи, дека тоа всушност и не е протокол, ниту е некаков правен акт, туку е обичен записник само од некаков состанок на заедничката комисија, така да денеска ќе продолжиме на оваа тема која битно го засега нашиот македонски идентитет. Одиме со прилогот на Паула Кастадиновска и веднаш ги вклучуваме телефоните. Ако Уставен го поништи вториот протокол со Бугарија од 2022, кој всушност е алатка за бришењето на македонската историја, Македонија ќе го извади од силото од болната пета. Нема повеќе да биде уценета заложничка на Бугарија на евроинтеграцијскиот пат, затоа што токму во овој протокол стои врската за уставни измени и внесување на бугарите во него. Доколку падне протоколот, Софија нема да има на што да се повикува за промената на уставот и промена на учебниците по историја, како и да реагира за научни трудови, медиумски написи и јавни изјави во кои се зборува за македонскиот народ, јазик и идентитет. Подносителката на иницијативата Лилјана Поповска вели дека таа не го спори договорот за добрососедски односи и францускиот предлог, кој веќе е дел од преговарачката рамка, туку како неуставен го спори протоколот преку кој Софија сака да го бугаризира македонскиот народ. Тоа е еден нецивилизацијски диктат за обезличување на македонскиот народ, македонскиот идентитет и држава. Дали уставните измени во своето на бугарите се дел од овој? Да, тие се дел од овој пакет, што е исто така еден невиден преседан, затоа што преку подзаконски акт, што е всушност протоколот на меѓународен договор, се прави обид да се менува устав и цела законска регулатива во една друга соседна држава. Според неа, поништувањето на протоколот, кој според поголемиот дел од јавноста е штетен и задира во идентитетот на македонците, државава може подобро да се позиционира во преговарачкиот процес и билатералниот спор. Поповска вели дека ќе можеме да се повикаме на Виенската конвенција и да бараме нов протокол во кој Македонија ќе има подостоинствена позиција, а одлуките ќе бидат согласно домашното и меѓународното право, без оние крвави барања на Бугарија да не прикаже како вештачка нација без историја. Во тој случај ќе треба да ја известиме Бугарија како држава дека е поништен тој акт, се разбира и Европската унија, и да побараме преговарање на нов протокол, каде што двете страни би имале достоинствена позиција и каде што заклучоците би биле согласно на меѓународното право и на домашното право на двете држави. На тој начин би требало да се повикаме на Виенската конвенција, што Македонија има ратификувано, и на одредени членови од таму. Според иницијативата, со усвојувањето на протоколот прекршен е Уставот, Законот за надворешни работи и Законот за договарање и ратификација за спроведување на меѓународни договори. Не е ратификуван во собрание и не е објавен во службен весник. Надвор е од договорот за добрососедство и меѓународните норми. Преку протоколот Бугарија бара уништување на македонскиот јазик, идентитет и историја. Ова се причините зашто Уставен суд ја прифати иницијативата и отвори предмет во кој ќе се аргументира законитоста и уставноста на вториот протокол од преговарачката рамка.
Знам дека е продолжение, но сепак тема која е многу важна и навистина однапред ќе ви кажам дека не прифаќам коментари од типот доста веќе со таа Бугарија. Бидејќи се додека така се размислува, се додека ни е сеедно, вакви нешта ќе ни се случуваат. Добро утро за првиот гледач. Дали имаме гледач на програма? Поживо? Додека воспоставиме линија, можеме и да прочитаме некоја сервисна информација. Имаме, повелете, добро утро. Добро утро и поздрав до вас. Благодарам, поздрав и до вас. Ова утро е сакам и нашата телевизија, како што сакам мојата, тие утренска поески да се ми живи и здрави и поздрав до сите слушатели на нашата ценета и сакана телевизија и поздрав до вистинските македонци кои во суштина си знаат проблемите со Бугарија. Овде кога треба да зборувам за проблемот, ние со бугарските граѓани треба да бидеме добри. Сето ова го чини Европа и бугарските политичари да зробираат поени на тешките маки на македонците. Ке почекаме и ке видиме што понатака ќе си. Меѓутоа, политиката на оваа власт е сосема исправна. Да одиме со реципроцитет. Колку тие ќе дадат за нас, толку ние да дадат. Ако попушиме како претходната власт, секој пат македонските ќе имаат проблеми. Јас се мислам и јасно ми е дека нешто се десило многу лошо во претходната власт, за која тие не размислиле какви се ќе бидат последиците од тоа што потпишале. Тоа што потпишале, тоа не знам кои се луѓе биле, ми тоа знам дека Османи со својата погрешна политика и со погрешната политика на партијата од нашата СДС дојдовме до ситуација. Доколку се може да се направи нешто со оваа конвенција, со овие работи како треба, може ќе биде добро. Но јас се мислам дека тешко ќе биде, затоа што покрај тоа Бугарија што прави проблеми и Европската Унија има некои проблеми према нас, затоа што не поставува прашање на Бугарија. Ние со бугарските граѓани треба да се сакаме и пушува, но не и со политичарите на Бугарија кои целосно сакаат нешто да направат зло на Македонија. Секогаш ќе биде добро ако имаме добри односи со Бугарија и тие не признаат нас и ние ги признаеме нив и да имаме добра соработка и стално да одиме према нив и према нас заедно со туризмот и заедно со трговијата и што е. Но политичарите сите сакаат да добијат нешто повеќе со маките на македонците. Ова е моето мислење, но што друго да кажам? Што друго да кажам кога се ни е јасно? Се е тоа кажано од вашата телевизија, сето е кажано онака како што треба да се каже, онака како што треба да го слушнат нашите македонски граѓани. Може би во иднина ќе добиеме нешто ако се ставиме со она наша политика, давајте и вие да ви дајме и ние. Тоа е најдоброто за граѓаните на македонскиот народ, тоа е најдоброто за се ова што треба да го слушаме. Времето ќе покаже кога и како ќе можеме да најдеме соодветно решение со бугарските политичари, а со граѓаните на Бугарија, македонскиот и бугарскиот народ имаат исти маки. Немој да мислите дека Бугарија седат трендафели, а кај нас црни. Исто имаат и тие граѓани таму мака, но имаат и со нивните политичари кои запнале Македонија да ги признае нашите граѓани. Нека ги признаат и тие нашите граѓани и да живееме радосно и весело во иднеја. И благодарам многу, истекоа вашите 3 минути. Знаете дека се трудиме да ги почитуваме, за да немаме забелешки и да губиме време во објаснување зошто на овој повеќе, зошто на оној помалку. Добро утро за следниот гледач. Сузе, ајде, добро утро. Добро утро и вам. Се слушаме. Така е, повелете. Голема честитка до Лилјана Поповска за ова што покрена, прав државник, права македонка. Нека се освестат издајниците од СДС што направија и до кај донесоа државава на работна пропаста. Па има уште од тие СДСовци што
цицале од чешмата, сега изјат им е запрена и уште зборуваат нешто неиздржано. Јас кога кажувам за Османи, дека работеше со бугарите да имаат со албанците држава да не постои Македонија, сите мислеа дека зборувам нешто на памет. Па честиташе Сан Стефанска Бугарија, па тој е тој договор да не постои македонци, да не постоат. Нацисти, балисти, албанци, речи ги бугари. И тие не се свесни што и ден денеска зборуваат за тоа, уште болуваат, уште тагуваат, што власта изгубија. Дека се освестат малце, тие СДС-овци, јас би рекол заевистите, османистите, сите да се пречат да не може да бегаат надвор. Зошто ги спушти овие што избега? И запалија државата, ограбија државата и избега надвор. Да се побараат назад, да се вратат. Јас се сеќавам Америка со Виетнам ко ратуваше и кога престана ратот, американците си замина, сега издајниците. Почна и тие да бегат. Хо Ши Мин рече, стоп, чекај со нас да видиме, сега се пресметаме. Не ги пушташе издајниците надвор да излагат. Ние истото треба да го направиме. Државава да се затворат границите за издајниците. Од најситен издајник до најкрупен да не сме да излезе од државава. Затоа што тие е ниц коса наопаку. Зато народот сега треба да се освести и мицкоски не треба многу да чекат, затоа што овие дубиози сега што ги откриваат економски дубиози и политичките заедно, треба да се преземат ригорозни мерки, отстапка да нема, да одговараат и то, како да речам, радикално да одговараат. Не може да си играат со цел народ, со цела држава тие. То СДС го направи. Ако СДС не го правиш, албанците сами не може ова да го прават. Да ги праќат во Франција, да заземат каква страна заземат. Сите знаеме со бугарите. И затоа ова Лилјана Поповска е за поздравување. Ви благодарам, и вашите 3 минути истекоа. Да го чуеме следниот коментар. Повелете, во програма сте. Добро утро, Сузе. И вам добро утро, среќен ден. Значи, твака част за Лилјана Поповска има нешто од гените на таткои. До сега шеташ од партија до партија, али ова е сега у прав момент валда е. И сите так подршка треба, сите партиите. Од Влен, од Знам, ВМРО, дои сите мислам лидери заеднички сега ова иницијатива да се подржи, да бидеме единствени. Оти видите каква мизерија ова фон дер Лајен вика, свегуе и уставот нема понатака. Гледате каква мизерија, какво, мислам, фашистички изговор. Значи, шом немаме подршка заеднички, видиме, вака ќе ни права. Значи, сега е моментот, ако не заедно се сложиме ова, да подржиме ова иницијатива, ќе не газат. А стварно, првиот што би се јави човек, свака му част, бугарите, стално сме, секоја недела може со бугарските граѓани, ја, посебно, по спортот сме. Негде се дружиме, секаде спортистите немаме никако, уште се чујат и они полициците вика не раздвојува. Веруваш ли ова Сузе, со народот, секаде бевме, од голем, мислам, камп, со деца, спорт у Белград бевме, сите балкански држави се дружиме 7 дена, тоа е нешто чудо. Само ние овде единството не јаде. Погледнете какви дојдува на раководно место СДС. Она Чуповска, тоа е флегма некоја. И све исто е. Како што рече новинарот Иванов, да ми простиш како фригидни да се, не се патриоти. И поздрав, само заеднички став. И да не попуштаме. Ајде ли, пријатно, Сузе. Пријатно, ви благодарам и вам за коментарот. Добро утро на следниот гледач.
Добро утро, секое утро. Добро утро и вам. Вака сега. Ја поздравувам Лиљана Поповска и целиот македонски народ треба да се разбуди, доколку Уставниот суд не го прифати тоа она што го предлага, сите да излезат во историјата со ова и ништо друго. Заради тоа што од неа зависеше дали ќе се промени името или нема да се промени името. А сега овка по Македонија. Одиме понатака. Јас си предлагам на Поповска Лилјана да се врати во 70-тите години на миналиот век во Нова Македонија, каде што покојниот и почитуван Блаже Ристевски предлагаше билингвизам во Македонија. Да има македонски и српски јазик, тоа нека го прочита. И предлагам да поднесе иницијатива за растурање на рамковниот договорот со Грција, да поднесе барање да се Букурешкиот договор исто така преиспит, да се преиспита и она што се случи со убиството на првоастомците кои бараа за илинденските идеали на Македонија, а не денешните перцепции кои се просрпски. Македонија станува резервна земја за српските власти. Има многу да се зборува. Пријатно почитувана Алфа телевизио. Пријатно и вам ви благодарам за јавувањето. Тука нека дефинишираме со првиот блок на јавувања. Ќе продолжиме малку подоцна слободна тема. А сега да видиме в ден кога стартува викендот петок, какви се состојбите на патиштата, особено на граничните премини, за кои што сум сигурна дека ќе биде доста фреквентно. На линија го имаме Александар Мелов. Добро утро и повелете. Добро утро. Сообраќајот на државните патишта се одвива непречено по суви коловози. Интензитетот на сообраќајот надвор од урбаните средини е зголемен, поради летните одмори се бележи зголемена фреквенција на возила на граничните премини. На граничниот премен Табановци и граничниот премен Богородица време на чекање за влез и излез од државата изнесува околу 20 до 40 минути. На останатите гранични премини од македонска страна нема подолги задржување за влез и излез од државата. Ама само на сите возачи им препорачува прилагодување на брзината на движење, внимателно управување со возилата и почитување на поставената сообраќајна сигнализација. Особено внимание возачите да посветат на патиштата на искотлините, речните долини и клисурите, каде што може да има појава од отрони. Ова се однесува за делниците Катланово Велес, Маврово Дебар Струга, Виница Берово и Кочани Делчево. Само да напоменеме дека постои активна забрана за сообраќај поради пожар во Националниот парк Јасен. Регионалниот пат Македонски Брод Скопје е затворен за секаков вид на возила. Со ова ги заокружуваме последните информации од инфоцентарот на АМСМ. За подетални информации вашите гледачи може да не контактираат на телефонскиот број 155 55 или доколку им е потребна помош на пат на 196. На сите кои патуваат и посакуваме безбедно патување, на вам пријатен работен ден. Ви благодарам многу, пријатен работен ден и вам. Продолжуваме понатаму со програмата. И време е за првиот разговор во студио, драги наши. Јас ја поздравувам мојата колешка Слободанка. Добро утро, Цопче. Добро утро, Сузе. Како си ми, Сузе? Добро сум, благодарам. Петочки некако, иако не патувам, сепак се чувствувам малку порелаксирано. Дома си е убаво, нели? Така, поздрав и до твојата соговорничка, твојата гостинка ова утро. Не знам дали имаме некаква рокада со гостите или не. Сепак група Респекти ни остануваат како први гости? Не, тие се после, а сега е нашиот психотерапевт кој што ни е потребен. Малку така има некоја промена, да, со времето. Розета Паскали, психотерапевт, со која што ќе зборуваме за семејните вредности. Навистина нешто што и тоа како е важно во ова брзо време на живење. Некаде правиме пропусти, некаде правиме можеби погрешни чекори, но драго ми е што
нашата прва гостинка ова утро ќе не воведе и ќе не подсети, ако сум сигурна дека ние веќе знаеме. Повелете. Така е, ти благодарам уште еднаш и јас ќе ги поздравам и нашите гледачи ова утро, да ви кажам добро ви утро, секое утро, и нашата гостинка веќе ви ја представивме, а убаво и што ги спомена група Респекти, кои што ќе ни гостуваат малку нешто подоцна, каде што петок е. Добро е, нели, да се опуштиме и со музика и да се зборуваме за истата. Но сега, еве, ќе зборуваме за тоа како да ги зачуваме семејните вредности. Едно кратко и јасно прашање, пред се добро ни дојде. Добро ве најдов и благодарам за поканата. Важна тема во денешно време, затоа што статистиките покажуваат дека токму семејните вредности некако како да замираат, како да стануваат во втор план, а тоа секако влијае на она што значи семејство, она што значи стабилност. Се што влијае на разнишување на семејните вредности, всушност влијае и на одржување на семејството како заедница, како институција. И тоа е, нели, нешто што статистиките покажуваат дека се повеќе се разрушува, за жал се повеќе има разводи денеска. Која е најголемата причина? Може би... Или фактор број 1 на прво место, што би ставиле? Веројатно се помалку влијае, не може да се каже дека ова е нели, добро или лошо, е само различно од она како порано било. Нели, ќе видиме натаму како ќе, на каде ќе не води овој тренд на нели, толка висок степен на разводи и потреба од некој поинаков начин на функционирање. Од една страна порано, нели, имало традиција каде што заедно живееле во заедница и неколку генерации заедно, нели, бабата и дедото, и мајката и таткото и децата и понатаму. Но тоа се менува со тек на време и некако се повеќе помладите генерации имаат потреба да се осамостојуваат, што е тренд овде, значи не значи дека во другите земји е исто така, има во многу земји каде што тоа веќе одамна се случува. Да, меѓутоа тоа не значи дека ние ако се осамостоиме ќе треба да ги изгубиме и со самото тоа семејните вредности. Важно е да се види што се за секое семејство представува семејна вредност. Што е она што ги одржува, што е тоа што ги зближува и што го прави семејството стабилно. Семејните вредности се токму тие, доколку се одржуваат, нели, се негуваат, би ја одржале семејната заедница, семејството воопшто како заедница. И нели, ако за едно семејство семејни вредности се поставени како почитување, поддршка и искреност, веројатно, нели, ако родителите го постават тоа како нешто важно и со свој пример им покажуваат на децата што значи тоа и зошто е тоа важно, веројатно тоа семејство ќе опстои доколку нели има доколку не се случат некои значајни фактори кои би го разнишале, но секако би било поотпорно на сите тие надворешни влијанија кои се случуваат. Така. Јас нема да го избегнам и неверството, со оглед на тоа дека во последно време сме и сведоци на бракоразводни постапки токму и поради тоа. А тука е исто најголемата вредност која што треба да се зачува како во еден брак, во едно семејство, за да потоа, ако имаме здраво семејство, ќе имаме и здрава нација. Меѓутоа, за жал, еве се некако повеќе се губиме во тие лавиринти на некое помодарство и слично, текот на живење, сите некако како да се надпреваруваат, кој да изгледа поубаво, кој да си купи понова кола, кој да си купи понов, не знам каков мебел и така натаму. Набројувам, однака зборувам затоа што мислам дека тоа го ставаат сега на прво место, отколку овие темели кои што треба цврсти да ни бидат, а тоа се токму семејните вредности. Од каде сето тоа произлезе, зошто тоа се роди кај луѓето, зошто таа потреба за трка по нешто повеќе по материјално, тоа се помалку се губиме и го бараме она духовното да не исполни.
А не дека материјалното може кој знае колку срекни да не направи. Па добро, може моментално, Да. нели, кога ќе Тоа е купиме факт, нешто како велат, ново или кога... парите не се среќата, меѓутоа не се може без нив. Па да, секако може да влијаат, да бидеме посрекни или да живееме малку поквалитетно. Секако се важни и не може да се каже дека се лошо нешто. Туку напротив, зависи како ги користиме. Зашто ги користиме? Дали само за лично за себе, за лична сатисфакција или пак за обезбедување на добро и на себе и на другите околу нас. Сега со материјалното, знаете како многу е поедноставно да се истакне некој кога ќе купи нов телефон, нова кола, ново нешто друго со кое ќе се покаже пред другите и тоа е нешто што е очигледно. Нели веднаш се добива резултатот. Го купувам ова и веќе имам внимание од другите. А за овие вредности за кои зборуваме е потребно време, потребно да се изградат. Нели околности каде што некој би се покажал каков е навистина и како карактер и како личност и колку всушност ги негува своите морални вредности пред се. Нели, кога би имале ситуација каде што секој би се покажал каков е во однос на своите вредности и ставови, тогаш би имало она што значи почитување од другите. Така. И тоа е нешто што се гради, што се заслужува на некој начин. Нешто што е, иако повеќе време треба, меѓутоа и повеќе треба трпение и работа на тоа да се стекне трпението доверба некако на и сите како да не го имаат повеќе. А ова материјалното е некако инстант, нели, купувам сега и веќе сум нешто поинаку. Да, многу е тешко во ова време во кое што живееме и се надевам дека нема да биде така барем во иднина, затоа што треба многу да се зборува и во училиштата, претпоставувам за тоа, нели, за дечињата да се образуваат и родителите. Гледаме и самите кога сме едни со други на каков принцип и начин исто така се воспитуваат и дечињата, бркајќи ги оние нивни петки и оценки и така натаму, за да исто така се китиме со тоа и да кажеме дека нашето дете на училиште ги има сите можни убави оценки. И некако тоа чудно ми доаѓа затоа што и тука мислам дека се губат секакви вредности, затоа што не ги воспитуваме онака како што е потребно, за да самите ги заслужат и што се заслужил тоа и да се добие. Меѓутоа и најосновните оние пак морални вредности, поздравување, нели, за добро утро, добар ден и добро вечер, и тоа некако како да го подизгубивме. И не само тука дечињата, туку забележувам дека тоа се случува и од многу повозрастните, ако некој те пресретне во зграда и без разлика, ако не се познаваме, најкултурно е да се поздравиме еден со друг, меѓутоа, а па камоли за оние што ги познаваме. Сега оттаму кога ќе наидете на такви луѓе се запрашувате па како овие луѓе функционираат тогаш во домашни услови? Па, веројатно слично. Веројатно постои дистанца. И тука се губи, се ги препознаваме веќе. И веројатно е нешто научено од претходно. Се е тоа нешто што се учи иако и во училиште, како што рековте, ама и во домот. Прво е она што се случува во домот, што е тоа што родителите ги учат децата, каков пример им даваат и колку се наметнуваат само правила за почитување, а колку е објаснето што значи тоа и поради што е тоа така. Кога има комуникација меѓу родителот и детето, кога има квалитетно поминато време, каде што не е тоа само внимание, туку и почит. Родителот покажува почит кон детето и обратно, каде што се посветува внимание за тоа што се случува со детето. Родителот како одговорен треба да знае што се случува со детето, така што ќе разговара, така што ќе одвојува редовно време, иако тоа може да се сведе и на некои ритуали, што пак ќе даваат едно чувство на сигурност и припадност. Секако ритуалите се и за тоа, нели?
припадност на едно семејство, на една група или пошироко. Иако тоа може да биде и семеен ручек во недела или некој друг ритуал каде што семејството ќе се собира, барем тогаш. И убаво е, нели, ако се има доволно време и почесто се случува да редовно разговараат, да се одржува таа блискост помеѓу родителот и детето, така и детето ќе научи поради што тоа се случува, поради што и како се одржува блискост со другите. Па макар и да се тоа, нели, случајни станари кои живееме, нели, во иста зграда и се сретнуваме. Непоемливо било порано, јас сум барем од тие генерации, да не поздравиш некој. И тоа ти останува, како што убаво објаснивте, во текот на целото твое живење, без разлика на годините и така натаму. Едноставно знаеш дека тоа влегува во тебе и нема излегување понатаму. И затоа што тие нешта, тие вредности ни ги пренеле нашите родители. Многу убаво кажавте, значи се зависи и од родителите, меѓутоа, еве, во ова време во кое што живееме, сите знаеме, јас ги споменав, нели, оние материјалните нешта кон кои што, за жал, сите стремат или да се пофалат каде патувале, каде уживале, што јаделе. По социјалните мрежи тоа можеме и да го забележиме и да ги видиме. Зошто е таа потреба за наметнување до тој степен? Колку сме ние успешни во се, а од друга страна ги избегнуваме оние нешта кои што треба да ги имаме на првото место? Па потребата од внимание секако секој ја има. И сега, доколку не се случува тоа во домот, ќе го бараме надвор. Најчесто е така. Што значи дека во домот се почесто се случуваат проблеми, што вака гледаме дека се луѓето едноставно реагираат на начин на кој што го кажа. Ако некој е задоволен тоа што се случува дома, како живее, со кого живее, како го гради семејството за да се одржува, нели, да биде стабилно и да одоле на сите притисоци, влијанија од средината и, нели, на тому што следуваат настани, веројатно ќе има помала потреба да се покажува пред другите. Да се експонираме. Да го добива вниманието од надвор. Кога е поставено вниманието да е насочено кон тоа што се случува дома, градење на здрави односи во семејството, поставување на цели кои тоа семејство ги има, без разлика дали се тоа материјални или поинакви некои вредности кои самото семејство го поставува како цел да се одржува. Кога е тоа важно, тогаш, нели, знаеме на каде одиме. Има некој заедништво, секој да влијае на свој начин за да придонесе, за да тоа функционира, да се реализира, да се оствари. Но кога тоа не се случува дома, кога има разединетост, кога едноставно нема поврзаност помеѓу членовите на семејството, веројатно тоа ќе се бара надвор. Затоа, нели, имаме и неверства, имаме и разводи, да, затоа има она потреба да се покажам на социјалните мрежи што се јас направив, да го добијам вниманието од другите, не од дома. Што значи дека ќе дојдеме до заклучок дека многу е важно во животот да не брзаме и за брачниот партнер или за било што, затоа што доколку е со љубов, имам примери, и многу е убаво и така кога ќе погледнеш и ќе знаеш дека некој многу убаво функционира во животот, во бракот, затоа што, како велат, ако има љубов во бракот, се гради се понатаму, и ако се задржи она почит кој што брачните парови ја имаат еден со друг, за да продолжат понатаму, за да газат цврсто. И некако гледам дека се и успешни и идеите им се исполнуваат, и она што им е зацртано во животот исто така со позитивен одговор наидуваат на тоа што си го замислеле како желба за понатаму и за нив и за нивните деца. Тоа се оние семени вредности за мене барем најзначајните, почитувањето и љубовта да се има дома, и успехот е неизбежен
слога куќата ја гради, така беше, нели? Да, секако за основање на семејство и брачна заедница воопшто најдобро е кога би било тоа со љубов и да се изберат тие самите, за разлика од порано, нели, за пред многу години каде што некој друг го регулирал тоа. Да, и тоа знаеле да го почитуваат во тоа време. Значи се менуваат семејните вредности, порано било традиција така, сега е нешто друго, каде што човек има слобода да избере со кого ќе живее, како ќе живее, и повторно се прават грешки. Грешки. Може би е грешка тоа што некои сметаат дека само љубовта е доволна за да се основа брачна заедница и тоа да трае. Може би е доволна за почеток, за да се поврзат двајца, но да се одржува таа релација, за да трае, за да биде тоа долгорочно, веројатно ќе бидат важни тука и почитувањето, искреноста и поддршката во сите ситуации што ги носи животот. Така, јас мислам дека наметнавме и тема токму за она зашто сите знаат и сите сигурно и го зборуваат ова, разговараат и така натаму. Меѓутоа, прво треба да сите оние семејни вредности кои што треба да ги сочуваме, треба да ги пренесеме на децата, без разлика и ако сме разведени или пак не ни одело во бракот, тоа не значи дека нашето дете не треба да ги зачува оние семејни вредности кои што треба да ги има со мајката и кон мајката и кон таткото или обратно, едни со други и после разводот да се почитуваат, со оглед на тоа дека ги има се повеќе, па затоа го кажав ова. Меѓутоа посакувам да стремиме кон посветла иднина, а како што кажав, со здрави дечиња, со здрави семејни вредности имаме и здрава нација. И ќе имаме и поздрава држава и така натаму. Сузе, се согласуваш? Тука ќе завршиме. Розета, многу благодарам, па се гледаме повторно, ќе промовираме книга на која што работиме, па ќе подариме и на гледачите, но тоа веќе од септември, здравје. Само да сме живи и здрави. Ние тука завршуваме. Многу ви благодарам на овој секогаш актуелен разговор. Значи, буквално ваквите теми треба да ги отвараме барем еднаш во месецот, ако не почесто. Ви благодарам многу што еве дадовме едно подсетување на важните семејни вредности, на тоа каде некогаш и несвесно навистина правиме грешки или сме нетрпеливи. Трпението, велат, треба да го учиме и тренираме цел живот. А нешто што навистина вчера во текот на попладнето на сите нам убаво ни дојде, особено оние кои на социјалните мрежи ја следиме, нашата позната поп-пејачка Андријана Јаневска, е пуштањето во етер на нејзиниот најнов препев на старата композиција "Каде сте, македончиња". Нашата Ирина Спировска правеше прилог токму на оваа тема. Ајде заеднички да го погледнеме и да ја честитаме на Андријана на уште едно ново ремек дело. Андријана Јаневска со својот убав глас, а богами со својот убав стас, е една од македонските музички личности кои што го одбележа проектот Македонија во срцете носиме, како во првата сезона, така и во оваа втора сезона. Андрија, здраво. Здраво, Ирина. Во тек е снимањето еве на последните спотови за сезона 2. Како течат подготовките, како тече целата атмосфера, нели непосредно пред да започнете и со самиот музички караван и настапите ширум Македонија? Со оглед на тоа што сега е летна сезона, сите сме некаде по одмори, кои од колегите доста и настапуваат, беше навистина предизвик да се организираме сите истовремено, да најдеме еден заеднички ден и термин кога ќе можеме да снимаме. Самото снимање тече прекрасно, навистина минатата година мислам дека имавме многу успешни концерти, тоа се гледаше нели по посетеноста и јас сум убедена дека и оваа година ќе биде така. Така, спомнавме дека песните најголемиот дел веќе се снимени, останува уште малку да се заврши од втората сезона. Сите си добивте по некоја песна, која што треба на свој начин, со тие прекрасни аранжмани на Николче Мицевски, да ја донесете во овој втор дел од проектот. Што е за тебе ова продолжување на таа музичка приказна? Предизвик, заради тоа што навистина нема инаку каде и кога да ги отпееме овие песни. И заради тоа сум благодарна што сум дел од овој проект и гледаме дека публиката на вистина го поддржува и го сака.
како што кажав и претходно, тоа се гледа и по посетеноста на настапите. Не знам дали смеам да кажам која песна сега ќе ја изведам или ајде да ставиме еве нека биде тајна, меѓутоа тоа ќе биде повторно една прекрасна, убава македонска патриотска песна. И се надевам дека прв пат ја пеам, не сум ја изведувала до сега и се надевам, барем еве според она што Николче го кажа, додека снимавме аудио делот, дека навистина ќе биде нешто извонредно. Се разбира надополнето со неговиот прекрасен аранжман. И надополнето со твојот прекрасен глас, Патем прекрасно изгледаш, Благодарам. морам да забележам, имаш прекрасна боја, најсончана си од сите што се денеска тука во студиото Скендеровски, каде ја доби оваа убава боја? Исто и минатата година беше така, кога беше претходниот проект, исто снимавме после годишниот одмор со семејството, инаку бевме во Барселона и навистина преубаво поминавме, бевме и во Охрид исто така една седмица. Охрид не го заобиколувам никогаш, неколку пати во годината задолжително одиме, така што ете така. Свежа, убава боја, Благодарам. се гледа дека си полна со енергија, значи после одморот со елан во новите работни обврски. Така е, буквално вчера се вративме еве денеска веќе со работни обврски, меѓутоа убави работни обврски. Благодарам уште еднаш, поздрав до сите ваши гледачи и ги покануваме на следните концерти низ Македонија. Ти благодарам и многу среќа во вториот дел на Македонија во срцето. Благодарам. А ние продолжуваме понатаму. За оние кои подоцна ни се приклучивте или можеби пак сте со нас од самиот почеток, еве вака да си се пожалиме и да си искоментираме на 3 минути пред 8 часот, доколку ова утро евентуално се разбудивте со некоја главоболка, со некоја болка во половината, доколку ве вртат коските, ве вртат зглобовите, тогаш сте сигурно метеопати, бидејќи метеоролозите ни најавуваат големи драстични промени на времето во текот на викендот, особено од понеделник. Локално ќе има атмосферски процеси поинтензивни услови за невреме, проследено со обилни поројни дождови, краткотрајни, електрични празнења некаде град, особено во понеделник во попладневните часови ќе биде доста нестабилно во делови од котлината со пороен дожд, грмежи и појави на невреме. Така да не е лошо да си се напиете некое чајче или нешто против болка и да не паничите без потреба. Ајде да го поздравиме првиот гледач на слободната тема. Добро утро. Ало, добро утро, секој утро, Суза. Добро утро, Слободанка. Еве, вистински метеопат во право време ми се јавува. Јас сакав да речам не денеска, мене таму во Драчево, слушај, во Драчево ако заврне една капка, ја ќе ја осетам така да имам ја така промени, осцилации и викам денеска, дури јас вчера помислив дека ќе заврне поручеката, не знам што се случи, зашто вака не заврне. Спремно беше да врне, но некако се задржа, да. Па не знам, ја осетив дека ќе врнем, а не заврнем. Па нешто тука сум ја сгрешила работава. Тука сакав да кажам Андријана Јаневска, леле Сузе, каква е таа личност, каква е таа жена, како да ја речам сега. Вонсериска. Нели? Значи, таа толку успеси има у Италија која беше. Јас ја пратам цело време. Значи, колку успеси постигнува, а толку малку ја спомнуваме и многу ми е криво. Значи, такви луѓе треба да се спомнуваат. Па ми се чини дека на нашиот медиум многу често ја спомнуваме и многу често гостинка еве ја очекуваме после 25 август ќе се врати, бидејќи повторно замина од после снимањето на прилогот, повторно замина во Италија и после 25 август ја очекуваме во нашето студио. Така, да, ама само на вашиот. Иначе, поред која гледаме на другите медиуми, и многу ми е криво да ти кажам, затоа што е на вистина и Бојана Скендеровски, сега да не заборавам другите, ајде, само нив две ќе ги спомнам, ама Андријана ми се чини дека е бројден, зашто уште кога се појави, јас нешто почувствував, со Верица Пандиловска пеа, нешто беа, водеа една емисија, беа заедно некоја емисија, пеа заедно и тоа беше нешто и викам, ова девојче ќе биде нешто како да имав некое пречувство и нешто се чувствуваше, нели, во тоа и вистина, и сестра на и шах игра, и мотор вози,
деца гледа и ваму, наму и школа има за нели за таленти, така да не знам што да кажам, веќе не знам за неа прекрасна во секој поглед. И сите што настапува, што ги учи, сите имаат успеси, значи мислам дека и Дени Жерновска беше кај неа и Оливера Марија Савецка и не знам уште кој не. Значи за Андријана ги одвоив овие минути, ама не ми е криво. Туку сакам да кажам, че деновиве се бајле суда, јас се шетам низ улицки, века мене низ Бармало, значи толку сме станале никакви луѓето, значи тоа е ѓубре, значи станавме ѓубриња, да не се навреди некој, значи сузе, контењерите се за фрлање ѓубре, а тука кај Зафир, тука ако знаеш од Карница од прилика каде е, тука е некако подземни доаѓаат луѓето нафрлале вчера. Резил невиден сме, да. Во поглед на хигиената е страотно по скопските улици на вистина. Страшно. Тука на Рузвелтова контењерите гледам празни, а покрај контењерите купишта. Па дојде од комунално ги исчистија. Добро ги исчистија вчера, вчера пак беа купишта. Значи до нас е, значи ние станавме ептен, значи луѓе без грам. Не знам што да кажам. Усул да се немало, така е. Се согласувам со вас. Не знам што треба да ни се случи и какви казни треба да се воведат за ние на вистина да внимаваме како го пакуваме, како го одложуваме сметот и што правиме на вистина е страотно. Покрај било кој контейнер во главниот град да поминеш и во најурбаниот дел од градот да поминеш, иста е сликата, страотно. Добро утро со следниот гледач. Добро утро. Повелете. Убав ден, нека ја поздрав до вас и до целата екипа на Алфа телевизија. Сите сте позитивни, така, значи најискрена телевизија. Вака ја сега темата ќе кажем за бугарите, што викаш денеска што ќе се одлучуваат тие работи. Значи некој ги пуштил овдека у Македонија, пазете заштитени од цела полиција, влакно да и не им фали ваму таму, значи да ги прават тие штетни договори, не се знае кај ќе ги прават, не се знае што ќе ги прават, не се как. Значи тоа е сигурно што беше во јахтата со Филипче заедно, значи сите се тие нивни работи, нивни сценарии, нивни така и така. Значи пазете, значи они колку сакаат нека прават. Ама Македонија не може да уништат. Значи он може само да не признава, тоа си е негова работа. Ние знаеме кои сме, што сме, како сме. Значи, нека се превртат на глава. Значи Македонија на 17 места пише во Библијата. Значи тоа што благословил Бог, тоа никој не може да го трне. Пази пишано во Библијата. Значи не сме ни една буква, ни една лекте, ни една запирка да се смени. А што прават они? Дали се свесни што прават они? Па дали знаат дека значи нив како нив не ги удира ништо, ама удира он на најмилите па да ти текне што си правил, не дај Боже се на децата вам работа, разбираш? Ама така е работата. Што се мешаш кај што не ти работа? Значи не баре нешто што не е твое, не баре. Значи добро е што дојде ВМРО, са мислам ја не ме интересира за партија, меѓутоа го сопретува за изгласување на менјавање устав. Зашто да се менја устав? Зашто? За да нема Македонија. Значи тоа документа што треба да го судот да го поништи, ако усвои што правиме? Што правиме? Значи некои работи кои што ги направил некој, да не кажам какви, значи него ќе му се исполни целта, оние пари што ги платиле тие подплатени наши предавници, ќе им се исполнат и више јас ќе си бегам од Македонија, зашо да седам во Македонија? Богатство големо, у Грчка сум го сменил името Северна Македонија, со бугарите сум окей, и што ми може македонците? Што ми гајда? Кој што го прашува на телевизија, дали ќе го смениш името? Додека дишам, додека се моите деца, додека ова, додека она. Јас сум македонец. Каде? Само додека дојде на власт? Ајде молим те. Така, значи тоа човек без чувство, без морал, без корен, значи без корени, значи они се без корени, они баш име гајле за Македонија. Благодарам многу, пријатно. Благодарам многу и вам за јавувањето. Го поздравувам следниот гледач, повелете. Бог на помош Македонија. На помош, дале. Па, мило ми е што деновиве така скоро ги слушам наши македонски врвни уметници како реагираат на автогеноцидот, значи самоништувањето што го прават некои во Македонија кои имаат комплекс на помала вредност.
па мразат на наши македонски уметници, мразат наши македонски пеачи, музичари. Мило ми да како вчера сношти на телевизија Сонце, Јанко на Јади Бурек пушти старо видео со Игор Џамбазов, некаде таму, не знам кога беше, нели се уште во Слепче, таму Деместисарско, нели? И тогаш тој реагираше на забрана на наша македонска музика во независна Македонија. Ставање граници. Оние луѓе што се одродиле и мразат наша македонска музика, не ја слушаат со денови, со години не ја слушаат, ја забрануваат насекаде, викаат музиката немала граници. А замислете, ставаат граници за македонска музика во Македонија. Замисли, вчера влегувам во една продавница по македонски голем маркет, слушам радио туѓо, се емитува со туѓи реклами. Во друг маркет, продавница, исто така. Значи, масовна појава е преку интернет да се следат туѓи радио на туѓи јазик. Некои оннив тие, значи, што забрануваат македонско во независна Македонија, би сакал да поставите тема што значи независна Македонија 34 и од кого се одделивме за да видиме свој на своето. Значи, јас имав гостин од Србија, човек патриота, чија сака Србија се нимно. И се запрепасти кога каде да појдеше, да вечинска зона Врат се пушта телевизии, никаде нема македонска музика. Се доминира српско. И србинот патриот, мој гостин, вика, абе тале, вика, вие баравте независност, вика, од нас или ние од вас. Кај вас, вика, вака не беше ни во СФРЈ, имавте македонски радија со македонска музика 90%, телевизија имавте една македонска, со македонска музика емисии 90%, сега, вика, се српско доминира кај вас. Од каде, вика, вие независни, па се оддаливте? Зборов шо ми е? Тие ми метнува дека јас сум мразал нешто, не. Јас го сега жалам за овие судири во Србија, но велам, ако јас пеам на македонски, зборувам на македонски, то не е знак дека ги мразам срби, грци, бугари. Ако србите пеат на секаде во Србија на српски, то не е знак дека нас не мразат. Секој народ си ги пее своите песни, луѓе. И благодарам, Тале, и вам за јавувањето и за коментарот. 8 часот и 8 минути е. Да видиме на слободна тема следниот гледач. Зашто би коментирал? Добро утро. Дали се слушаме? Ало. Добро утро, повелете. Добро утро. Убав ден. Исклучен. Ало? Повелете, во програма сте, ние добро ве слушаме. Добро утро, Алфа телевизија ја поздравувам, Коле Чашоле, сите ја поздравувам. Се вистина кажувам. Се вистина реалната слика што се витува од овие домашни изданици СДС што витуваат се на памет. Па зашто да и кажува, зашто и вистината да кажува? Зашто и вести, и витува, и програма, и се. Беше, имаше, знам од СДС и од Зајрес, закани да исклучат телевизијата. Толку закани, секде е режим, диктатура, секој го доведат на власт. Витуват на памет, се програма не спроведуват и после пакети носат и закони, така за да може да добијат некој гласови. Тоа се душманите на нас. Влада зашто не припанаа со ВМРО да помане? Економията, сега и случаш ке слушаш како само програма ке видуват, ке искритикуват, абе влада зашто економите да подобрите? Да способите, да дајате плати, инвестиции, да витувате се. Нешто до неошто и тие инвестиции избркате од Македонија. И невработеноста е зголемена, не се знае колко дојде. 40% пејсе дојде, ВМРО дојде намале. Али со судството. Се е причина судството од 91 што се аферите, криминали. И уште продолжува. Тем се разрешени и пас не си одат. Не заменливи. Не си одат, немат срам, немат чувство. Уште седат и плате зимат, а зајко за 5 дена заврши работа. Букина и платите и готово. Па така треба и христијан да го направи.
ВМРО тоа го очекуваат граѓаните. Скрати плати нови луѓе на нешто ми замена и готово, нека си заминат. Не да седат уште да прават зло. Одуе зло домашни од 2006 до 2016, да кажеме. Како се живееше? Светска криза немаше цени. Качување немаше. Дрвото огров беше се 3 ледарки. Храната беше ефтина. 100 динара вреде на светска криза. Значи, се грижи се ВМРО и за државата и за граѓаните. И државни закони не се тргувало, не се пазарувало. Тоа е тоа. Тоа е разликата. Политичарите се ВМРО, а вие се арамии увитување. Са Мартин Косовски у Кубано ќе се кандидира, а откриен криминалец. Они сите се криминалци што се, али судството ги бране. Ви благодарам. Истекоа вашите 3 минути. Да го чуеме следниот гледач на втората линија. Повелете. Ало. Добар ден. Добар ден, поздрав од Кичево. Благодарам. Николче, на телефон, редовен гледаш. Јас се зборувам маце по-објективно. Не би сакал да се наклонувам на една или друга страна, да напаѓам некого, затоа што ние сите живееме во една држава и треба да се почитуваме едни према други. А оние кои прават грешки, значи треба да се бидат осудени. Сите многу знаеме добро по расторањето на Југославија, американците не дозволија значи Македонија да има рат, да има војна и да биде поделена. Со тоа што Македонија е во границите во кои денес постои. Јас ова го укажував, господјо, пред 15-20 години преку сите телевизија која беше Тања, па преку Канал 5 и сите, кога целата македонска јавност мене ме слушаше кога зборев, а можда некој не веруваше, а тоа дојде сега, денес да го коментираме. Треба да знаеме дека сите, и еве и дело на дело, зборував во времето дека Македонија од сите страни гледаат да е до поделат. Од кој, дали ќе им успее тоа, не верувам, затоа што Македонија е библиска земја, створена од Бога, постоела и ќе постои. Од едната страна беше Илирида планирана. Еве, слушавме и по стадионите и секаде. Од другата страна беше Каракачанов, Караджафери. Од страна на грците. Од третата Каракачанов. Тоа го кажував и јас. Значи, и од четвртата која беше со црквата према Србија. Значи, сите тие работи, ако на време македонските политичари беа паметни и немаше да дозволат да дојде до ова, може да се направат кратко и јасно. Дори и ден денес може тој проблем да се реши. Некој викаат уставот да не се отвори и не други работи. Уставот треба да се отвори. Да се отвори уставот, затоа што во Македонија живеат повеќе националности. И во тој устав да гласи Македонија е на македонскиот народ, држава на македонскиот народ и сите граѓани кои живеат овде, кои се признати, турците, србите, хрватите, не се признати хрватите, не се признати тамо торбешите, само 4000 торбеши имат кои не се ни признати како народ. Значи, сите тие и бугарите. Те беше, ако сите тие се признеа, гласот во законот ќе сега има шанса во парламентот да изгласат, да го отворат уставот, како што кажав, и да донесат устав како што е во Франција, живеат французи, иако имат 5 милиони мароканци и не други македонци, срби, сите. Значи, сите тие се граѓани на таа држава, ама се французи. Истото и кај нас, значи, може да биде, од кој Македонија е на македонскиот народ, како што кажав, како прво, и на сите други граѓани, и да ги внесат, значи, и бугарите, и хрватците, и сите други торбешите, и сите тие да бидат како граѓани со еднакви права. Се што ќе биде против законот, секој еден да се одговара. Значи, мора да се почитува државата која ги носи тие закони, а тоа е... Да, истекоа и вашите 3 минути. Жалам што не ја доискажавте вашата мисла, но се надевам дека во некоја следна прилика ќе имате можност така, повеќе да се искажете. Да го чуеме следниот гледач. Повелете. Ало, добро утро, Сузе. Добро утро. Среќен и убав ден на сите. Благодарам. Значи, тешко на македонскиот народ, на обичниот граѓанин, а не на оние што се на функции. За тие е сегде отворено, сегде има пари за нив, од сегде може да зимаат
Само обичниот граѓанин не може од нигде. Значи, нашите функционери еднаш здраво не застанаа и да кажат на народот ова е управо, ова не. Туку правото го прават криво, кривото го прават право. Јас сум на власт и јас што ќе решам. Од така што решава 35 години Македонија тоне. Народот го замразија еден со друг, да не се почитуваат, не го услужуј тој од СДС, не го услужувај тој од ВМРО. Срамно за нашата елита што е поставена на такви раководни места, што треба на секој да му излезе во сусрет и да му каже до каде може да оди и каде треба да си ја заврши работата. Туку ти вика, јас су голем ВМРО-вец, мојот брат е директор, другиот е инспектор. Ако сакам да ти завршам работа, а ако сака да не ја земе платата да ја даде на некој друг или да не му ја дадат, не може. Мора тој да земе и повише ако требе. А ти пукни си, мачи се. Така ја уња кажа државата. Секој се продава, секој се дава и секој вика јас су главен, јас што ќе речам. А ти се што ќе речиш да биде така, треба некој да те избере. И кога ќе те изберат, кога ќе седниш на столчето, само гледај твоите кај шетат и кај треба да бидат сместени. А за другите не е важно. Ти си од село, ти си на никој ништо, ти немаш врски, ништо ќе запиши ми поп што ќе закопа, нема враќање. Срам да му е што има школо, срам да му е што ги изговараат тие зборови према обичниот граѓанин и кој што нема грб на кого да се навали, туку ќе ти кажуваат те што не требе, а кога ќе ги обелодениш, па уште повише те мразат. Нека поминат изборите, ќе видиш што ќе те најде. Мене многу нешто ме нашло, години ми поминале, дај Боже, се да е најдобро за сите. И ја ќе се радувам и ако заминам од вој свет, ќе бидам среќна кога сет народ ќе биде задоволен, кога сет народ ќе биде добар еден спрема друг, кога сет народ ќе си пружи рака еден спрема друг. Пријатно слузе и многу фала што ме слушат. Ви благодарам многу за јавувањето и за коментарот. Ајде да го поздравиме следниот гледач. Повелете. Добро утро, Раде Василев од Кавадач. Види, повод за јавувањето слушам од Сабајлево, како некои од гадачите ги фалат партиите. Дека некој период течело млето и млеко, како спомна тамо 2006 до 2016 година, било супер живење во Македонија. Жално е да ги фалим овие партии без разлика дали ВМРО, СДС, тука ја би ги ставил и дуј. Да имам некоја може би ги спакувало една ракета и би ги лансирало орбитата, тие три партии не го уништија животот овдека. Го изгубивме она што го имаме со поделбата, не го стави. Го изгубивме пред се она квалитетно земјоделско производство што ни беше убаво распоредено по сите региони на нашата држава. Само требаше да се продолжи да се усовршува. Го немаме сега тоа. Срцето ме боли кога ќе слушам да на Албанија земаме крставици дома и папиџан. Јас како млад студент овдека работевме во теквишијата на откупните пунктови. Албански трговци чека со денови да купат нешто од тук. Не само албански трговци, него и од цела Југославија. Значи имавме квалитет и убав производ. Сега го немаме тоа ништо. Дојде редот на увозници милиарди за 300 илјади евра, милиарди за 300 милиона евра увезуваме храна. Пак ќе ги фалиме пари. 2006-2016 година не спомна гледачот дека се проневерили огромни суми на пари. Не само тој период, и наназад, и после 2016. Огромни суми на пари. Ја би се повикал на председателот на Интегра, кој што човек на една национална телевизија кажуваше дека 12 милиарди евра се проневерени тој период пари. Испарени во приватни джепови, во приватни сметки и надвор од државата изнесени. Не знам дали се тоа во Маđарска, Бугарија, не знам Дубај и било каде. И пак ги фалат овие партии. Додека имаме вакви луѓе што ги фалат овие партии, вака ќе страдиме и ќе тонеме. Довајќаме да се просиме и да чекаме некои страни инвеститори дошли до овдека да не хранат и да не правят. Тој страни инвеститор овдека дојде да спечали, да ја експлоатира работничата класа колку што може до максимум и си замене ако не биде друго. Никој не се напати од овие наши влади, од овие партии што ги води влад. Тоа се ВМРО, СДС, основните партии и дуј.
Никој не се нафате она што го имаме да го почнеме да го работиме. Да не взимаме кредити. Секоја партија што доваѓа на власт се единствена цел. Само себе избогатува на нивните најблиски соработници. Најпрво му е кредити, задолжување државата и на македонскиот народ. Така му е најлесно, додека заврши мандатот, тие кредити го 80% да ги снема, да отидат во нивните џепови. Никој не се нафати, како што спомнувам предходно, да го развиеме тоа наше взаимоделство кој што беше почитувано од сите страни во бивша Југославија. Да ја развиеме наша економија, нашето стопанство. Самиот Стојанов како председател на парламентот велеше: немојте силика гостиваре, да уништувате тоа кокошка што не неси златни јајци. Каде се они наши гиганти? Спомна навамо Тетово, Тетекс, железари, да не ги зборувам тие, да не ги спомнам, немаме време сите. Ние го немаме она што го имавме на почеток. Се вративме многу назад. И пак ќе ги фалиме овие партии. Гледам, времето ми помина, фала многу и пријатно. Времето помина, одлично е тоа што толку добро соработувате што веќе не мораме ни да ве подсетиме дека времето изминува. 3 минути е предвидено за секој еден гледач кој што ни се вклучува во живо во програмата. Добро утро на следниот. Добро утро, Сузана. Добро утро. Бабичка, довидење се, двам добив. Како се? Па не сме се чуле долго време, ве помислив неколку пати. Не ме пуштаат, ме исклучуваат. Од каде, како, не знам, случајно сега ме пуштија. Мислам дека не се работи, барем на нашиот медиум. Немаме ни опција. Немаме опција за исклучување. Научив од каде, готово го открив. Од јас сум бил од разузнавање на партијата, према тоа многу брзо сум известена, знам од каде како. Имам да ве известам во Битола, каде што се поништи вашиот дедо, споменикот е готов, бистата на изработка, Атпазар. За мене е голема радост, а сигурно и за вашето семејство. Секако. Невидена радост, ние го чекаме тоа многу години, да. Чекав, јас ве барав на телефоно, не можев да ве добијам, па преку еден дечко му реков да ви извести, не знам дали ве извести, ама денес ве добив и јас многу се радувам. Оти панихидата јас ја направив, кога се формира МАК, значи првата панихида, таму се направи, со голема почит за од мене. И па ќе се видиме тогаш на 30 август. Така? На 30 август. Ќе се видиме во Битола. Сега да. Види сте разбрале. Сега вака во однос на политика, јас сум политичар од корен, од 15 години. Надворешната глобалната политика е многу тешка. Не е лесно да си политичар. Не е лесно да тргнеш некој потек. Тоа е многу тешко. Дуго работи се кријат, сладколисти. Не можеш да ги откриеш. Треба да ги следиш сите медиуми, да ја познаваш историјата, да ја знаеш минатоста на соживото на државите, која со кого има во историите и така натаму, и во атлас, и во карти, која со која земја соработува, која какви одлуки донесла и така натаму. Не е лесно да напаѓаш влада. Јас сум едном му препорачала на владата, на оваа влада, веднаш да се одземат закон, да се донеси, да се одземат имотите на сите. Пресметка на платата, толку колку што имал наследство и така натаму. Другото, да не ми го спомнуваат ни Дубај, ни Маđarска, ни не знам кој, да си ги најдат корените и сето тоа, цел капитал што е украден, да се врати. Еве сега гледам, се заташка, готово. Избега Ковачевски, избега другиот, ги нема кај се шо се, обвинителството воопшто не работи. Па уште газдуваат, неќам да ме сменат и така натаму. И благодарам и вам, и вашите минути истекоа. Драго ми е што ви го слушнав гласот. Да го чуеме следниот гледач. Сега повелете. Добро утро. Добро утро. Многу ми е мило што добив, затоа што одамна не сум се јавила. Вистина не сте се јавили и вие одамна, да. Жилна бев да ви ги слушнам гласовите, дамите некако поредко ги имаме во последниот период. Па беше лето, Суза, и мораше да се шета. Браво, браво. Ако шетавте, тогаш оправдано, навистина. Да, оправдано и чекам да се зачленам во хорот. Дајде, одлично, еве од 1 септември. Да пратам од првиот момент,
Ама и да не ги губам минутите, се јавив најмногу заради потегот од господјата пратеничка бивша, Лилјана Поповска, мислам се викаше, но таа беше меѓу првите кои што дигна рака за промена на името, така да овој преокрет не ги мие гревовите на нејзи и на сите пратеници. Сите што ги избираме во власта, треба на прво место да ја стават државата. Па потоа да ги работите во интерес на граѓаните. Сите работи. Една забелешка имам со покачувањето на скокам од тема на тема, затоа што имам многу работи што сакав да ги кажам, но нема да успеам. Со 1000 денари за пензионерите. Зашто тие државни службеници, тоест функционери, добија по 300 евра? Не може ли на сите да дадат линеарно по 100 евра? На сите граѓани да дадат. Тие кредити што ги зима државата и ги плаќа народот, ги плаќа и за нивните 300 евра и за 1000 денари на пензионерите. Не ја чувствувам власта како привилегирана. Таа е слуга на граѓаните. Работи од гласовите на граѓаните. Ако не беа гласовите на граѓаните, тие не беа да беа на тие функции. Нема да ги зимат тие плати, а за привилегиите да не правиме муабет. Значи, мора да работат во интерес на подобар стандард, добра социјала, добра просвета, добро здравство и се да оди напред во име, не во име, него за граѓаните. А они ќе бидат последни. Ќе работат, ќе црчат и да не пукат и не можам да ги гледам секој вести по 5 пати на телевизија како они дават некои изјави, работат. Па тоа им е нив работна задача. И последно за хуманоста, ќе замолам луѓето да не се фалат дека се хумани. Ако ти на 80, на 100 години викаш дека си хуман и ќе ги дадеш своите органи, рачунај дека ти не си функционален. Прво како организам, а после и тоа нема функција. Да, ви благодарам. Ова веројатно е поврзано со завчера 13. август, денот на органодарителството, која е тема за која мислам дека треба многу често да се отвараат дискусии, многу да ја подигаме свеста за тоа што овој живот е краток и минлив и секој има право на живот, но не знаеме какво сценарио животот подготвува за секој еден од нас, така да треба секој еден да размислува на темава уште за време на животот, додека сме, да речам, и помлади, и додека можеме да носиме едни такви свесни и многу одговорни одлуки. Имаме простор за уште еден гледач. Добро утро. Добро утро, ако сум јас. Вие сте, повелете. Благодарам. Председателот на Кина го запрашале во некое село, еден старец го прашал, ти што работиш, тој рекол, јас му служам на народот. А овде во Македонија ние им служиме на владетелите. Македонска музика, македонска музика, македонска музика. Камо закон за радио, камо закон за телевизија. Камо закон за национални радија, канал 7 или она канал 5 и како ги има таму, колку ги има, не знам. Да нема тронка македонска музика. Тронка народна музика да нема. Нека ги заслужат не македонските радија. Дали воопшто има нешто македонски збор, не музика, него збор, а народна музика по цел ден трещи на нивните радија. Македонските радија не се слушат секаде, ама нивните се слушат секаде, не македонските. И камо закон, камо овие наши владетели да донеле закон за национално радио. Кое може да биде национално радио? И дали може да биде национално радио без национална музика македонска, народна музика? Да не се трескаме само джабе ова, она, кога нашите владетели се виновни за се. И за знамењата, јарболице, и за музиката, и за надписите, и за се. Нашите владетели се виновни за се. Ама ние се правиме на лозничеви и заради вработување на некој од моите или на некој од твоите,
ќе молчиме, ќе траеме, ќе не кажуваме вистината да ја кажеме. А вистината е за Македонија, дека е стварно Македонија извор на културата, извор на човечноста, извор на традицијата, на писменоста, на светот. На светот. Од Македонија потекнува се што е човечко. Ама еве ние гледаме дека овие наши владетели 35 години, море 45, не 35, нечовечки се однесуваат кон народот, кон државата. Што рече една слушателка пред мене, секој во владата или во собранието или во државните установи што влегува, треба да му биде првенствено државата своја. А тие влегуваат за личниот свој интерес. За пусти пари, за пусти милиони, да станат милионери. А парите од тепувачки, кој ќе ги има и кој ќе ги нема. Тој што ги нема да ги најде, тој што ги има да ги сокрие и тој се отепува и тој се отепува. И затоа таа пуста наша реалност да почнеме да кажуваме реално по овие ваши добри емисии, добри водители што така човечки ги водат овие емисии. Има и не. Многу ви благодарам за јавувањето. Воедно го затвараме кругот со јавувањата на Слободна тема. Наред се вестите. И ги проследивме вестите во 8 часот и 30 минути, а сега ќе алоцираме нашата Ивана, која што ова утро има многу инспиративна и многу важна тема во пресред на почетокот на учебната година. Добро утро, Иваче. Добро утро суза до тебе, поздрав и до сите наши гледачи. Ова утро ве поздравуваме од Едукативниот центар Бистрина или школата за брзо читање и мудро учење, каде што навистина голем број на деца се стекнуваат со вештини за побрзо и повеќе да памтат или за побрзо учење. Тука веќе уписите се во тек за пред стартот на новата учебна година, зашто поточно станува збор, што се изучува во овој едукативен центар и за кого е наменет. Ова утро ќе разговарам со едукаторот Викторија Стојчевска-Митревска, ќе ти посекам добро и убаво утро. Уште 2 недели останува до почетокот на новата учебна година. Верувам дека и во текот на летото и вие одмарате заедно со летниот распусти со учениците. Како се одвиваат еве овде часовите и зашто еве поточно станува збор во школата за брзо читање и мудро учење? Пред се добро утро на вас и на вашите гледачи. Во нашата школа за брзо читање и мудро учење во Карпош, секако отворени се уписите, отворени се и низ цела Македонија каде што постои франшизата. Во текот на овие уписи комуницираме со родителите, најчесто кои што сакаат да ги запишат своите деца во нашиот центар, со тоа што сакаат да им овозможат да имаат многу подобри техники, многу подобри алатки, да им го олеснат учењето во новата учебна година, и токму тоа е она што тука го нудиме за возрасти од 2 и 3 одделение. Имаме посебна програма мудро учење од прв чекор, и за деца што се над 4 одделение па се до средношколци имаме посебна напредна програма која што е брзо читање и мудро учење, каде што ги опфаќаме сите потребни техники и за читање и за учење. Да, она што тука го правите е секако функционирате во едни помали групи, па како се одвиваат еве часовите, односно како се одвива па и програмата, колку време треба да се следи, кокав период од денот децата поминуваат тука? Да. Кај нас, да, групите се мали, од 6 до 8 деца, со цел да им овозможиме индивидуален пристап, да можеме да помогнеме да пристапиме до секој дете на посебен начин, а секако и да сме сигурни дека се усвоиле сите знаења. Во однос на програмите кои што се нудат, оние кои што се за 2 и 3 одделение, се во трајање од 8 месеци, меѓутоа кај нас се доаѓа само еднаш неделно, на часот 90 минути, каде што опфаќаме различни вежби. Секој час опфаќа вежби кои што се за концентрација пред се, како најголем проблем на децата во денешно време, особено на помала возраст.
Дополнително вежби кои што се за забрзување на читањето, односно да стигнеме од она читање слогови буква по буква, да стигнеме до течното читање кое што е она што е потребно на нивната возраст од 2 или 3 одделение. Дополнително работиме и мемориски вежби за како да научат песничка, кога има стихотворба за учење, дефиниција некоја да научат, дополнително да го подобрат ракописот преку графомоторички вежби и слично, додека во однос на големата програма, односно на што е напредна програма и наменета за деца над 4 одделение, таа програма трае 6 месеци, меѓутоа исто така се доаѓа само еднаш неделно кај нас на час. И во текот на таа програма се опфатени вежби кои што се за забрзување на читањето, тоа се напредни вежби, односно напредни техники, 4 до 5 такви техники имаме, со кои што им се овозможува за побрзо време, односно за пократко време, да успеат да прочитаат по обемен материјал на различен начин, се со цел нормално и да го разберат, да знаат да извадат она што е најважно, а потоа дополнително да ги опфатат, да можат сето тоа да го организираат како умствена мапа, преку која што ги представуваат нивните лекции, или пак преку мемориски вежби, како што е ребусната техника за дефинициите кога ги учат, преку поврзување со асоциации, символи и слично, или сценска техника која што имаме за набројување, што најчесто им се тешки, така што постојат најразлични начини за да им се олесни учењето и читањето, да го засакаат читањето, истовремено и самото учење да им стане многу по-ефикасно и самостојно. Да, ете што поточно представува нели мудрото учење, како е тоа мудро да се учи или да не биде сепак на паметно учено, затоа што така нели не останува подолготрајно во мозокот мрежано. Како реагираат децата? Вие секојдневно нели во текот на учебната година сте со деца, какви се нивните реакции кога ќе осознаат некоја нова техника? Најчесто се многу возбудени и интересно име, затоа што е нешто сосема различно и понеобично од оно што го работат во училиште, па така многу брзо се вклучуваат во целиот процес и им станува навистина многу полесно кога ќе ги видат ефектите најмногу од сето тоа, бидејќи кога ќе видат дека сето тоа може да биде многу поинтересно, да биде по-имагинативно во смисла, бидејќи со секој она нешто што го учат, колку и на почетокот да изгледа досадно, во суштина кога треба да размислуваат, да го поврзат со нешто интересно, смешно, затоа што поврзуваме со асоциации кои што му прават на мозокот да може да ги поврзува работите, затоа што мозокот најдобро памти кога му се активирани двете страни на двете хемисфери, во смисла на тоа дека она што го читаме како текст, доколку го поврзаме со одредена асоциација која што за нас нешто значи, при тоа секој дете може своја асоциација да има поврзано, на тој начин успеваат многу полесно да го запомнат, дури нив им е неверојатно на почетокот дека за нешто смешно што го поврзале, всушност можат потоа да ја презентираат точно лекцијата како што треба, со точно извадени податоци и да бидат сигурни во она што го презентираат, а при тоа да не потрошат премногу време учејќи и повторувајќи, бидејќи тоа е целта на мудрото учење. Пократко време, а повеќе научено. Да, навистина многу креативно и многу од корист за сите основ цели или е наменето овој едукативен центар. Јас ке ви се заблагодарам за одвоеното време, благодарам и што сепак ги споделивте вашето искуство и она што се работи токму овде во школата за брзо читање и мудро учење. Ви благодарам и вам, само да ги подсетам и гледачите дека доколку се заинтересирани за уписите во однос на школата на брзо читање и мудро учење, слободно може да се пријават на нашите Facebook, Instagram страници, на пријавата која што е на нашата страница, или да се јават на нашиот телефонски број и да добијат 10% попуст во текот на летото, додека ги одржуваме тие бесплатни демо часови кои што им следуваат при уписот на секој дете. Благодарам уште еднаш, верувам дека сите оние кои што можеби имаат ученици во основно училиште, дека ќе го искористат овој момент за децата на еден покреативен начин да учат и да го запомнат оно што е потребно за во училиште. Спомена и едукаторот Викторија дека уписите веќе се во тек за новата учебна година. Во вистинско време беше овој разговор, ти благодарам многу Ивана, а сега пред да го најавам прилогот кој што го правеше колешката Билјана Божиновска, кратко известување за сите вие кои што викендов ќе бидете во Крушево. По 11-ти пат ќе се одржува фестивалот на отворено Крушево низ Корија. Ќе се возат велосипеди,
ќе се лета со параглайдери, ќе се кампува на отворено со шатори, така да е еден многу убав авантуристички настан ќе биде ова за сите љубители на адреналинот. А веќе кога го споменуваме адреналинот, ќе го споменеме и хормонот на среќата. Зошто да не? Сте знаеле ли која храна ви го враќа расположението или која храна ве извлекува од депресија и го поттикнува лачењето на хормонот на среќата? Епа во следниот прилог ќе погледнеме заедно, бидејќи на сите ни недостига добро расположение. Постојат намирници во нашата исхрана кои го чуваат здравјето на мозокот и ја спречуваат депресијата. Освен тоа, тие имаат одличен ефект на функционирањето на нашиот мозок, меморијата и фокусот. Тоа е храна која го поттикнува лачењето на допамин и серотонин и го подобрува нашето расположение. Тие се познати невротрансмитери кои го нормализираат и крвниот притисок, ни помагаат подобро да спиеме и ни даваат енергија во текот на целиот ден. Овес. Овесните снегулки спаѓаат во категоријата на паметни и здрави јагленохидрати. Тие имаат смирувачки ефект на мозокот преку триптофанот, кој е есенцијална аминокиселина која одлично се соединува и го поттикнува лачењето на серотонин. Банана. Ова е едно од најдобрите овошја кои можете да ги јадете ако сакате да го зголемите нивото на серотонин и допамин. Тие сами по себе нема да ја излечат депресијата, но значително ќе го превенираат лошото расположение. Бананите имаат високо количество на витамини К, А, B6, кои се главни компоненти во синтезата и метаболизмот на невротрансмитерите, вклучувајќи ги и серотонинот и допаминот. Во комбинација со природните влакна, тие ја подобруваат и силата и енергијата. Чоколадо. Освен што е една од најдобрите намирници за лачење на хормонот на среќата, чоколадото му дава и енергија на нашето тело. Високиот процент на црното чоколадо делува како и кофеинот, така што не одржува будни и свежи во текот на денот, давајќи ни и фокус и концентрација. Ананас. Некогаш забораваме колку квалитетно овошје е ананасот. Тој ја намалува анксиозноста и делува антивоспалително. Богат е со витаминот С, што значи дека го чува нашиот имунитет, а одлично делува и на нашата циркулација, концентрација и мотивација. Ајде ние да се продолжиме со нашата утринска програма и убаво е петок, пред викенд да се изборуваме со музичар за музика, со нашиот познат Джек Даниел или Даниел Сидовски, како и да е. Добро утро и добре ни дојде. Добро утро, секој утро на сите гледачи на Алфа телевизија. Пред се ти благодарам за оваа прекрасна покана и најава. И многу ми е драго и чест што после толку долго време ја и ти сме повторно заедно, а после ќе кажам една анекдота за тоа. Нема проблем, секако, само да не ја заборавиме, да биде интересно. И мене ми е многу големо задоволство, што си тука, морам да кажам, секоја чест за изгледот, за тоа што знам колку настапи имаме, меѓутоа мора да се грижиме, како возвратам, навистина да возвратам, јас тебе те сматрам за една од најонака дами, општо нели се следиме на социјални мрежи и стално викам Слободанка Алалди. Благодарам многу за убавите зборови. Секако возвраќам. Она што ова утро јас сакам да си разговараме е токму за што веќе го споменав, вашите настапи, групата Респекти, ќе ги поздравиме и останатите членови, се надевам дека и од утринските часови. Да ти кажам, веќе група Респекти, веќе тоа беше веќе минато до 2022, од 1 јануари веќе имаме ребрендирање на името Джек Даниел и Стори Бенд. И Стори Бенд, така беше. Добро. Меѓутоа нас ни пишува група Респекти, но како и да е, ве познаваат и на таков начин. Битно е дека сме се ние тука за еден убав разговор, затоа што и ќе слушнеме една убава песна за печалбарите и за новите печалбари, за оние кои заминале некогаш, но и за актуелните печалбари. Ајде, кажи ми, Даниел, односно да се подсетиме ние од кога сме со музиката. Пред се, еве, ајде, можеме и да се надоврземе со анекдотата. Можеме да кажеме, еве, веднаш дека ти си првата водителка што ми дала, да речам, кураж на сето ова поред камерите. Во 2013 година, ако се сеќаваш, кога
моите почетоци буквално, новогодишната програма беше, мислам дека во ресторан Бела, ако не се лажам. Таму беше ти првата, нели, што настапи према нас неколку, да речеме, артисти што бевме одбрани, бидејќи имавме, нели, со соседна Србија некоја соработка. И ти уште тогаш мислам дека ми даде некои комплименти дека ако добро се сеќавам, ми рече имаше две најдобри весели песни од сите, вика, а најмлад си, вика, и најпозитивен беше, така ми рече. Точно. Ти благодарам за комплиментите. За ова не се договоривме, но многу ми е драго. Еве сега си кажам и сакам да ти го кажам. Да. Ти благодарам за тоа и еве после толку години, колку се од 2013 до 2025 12 према 13. Чекориме успешно на музичката сцена. Чекориме успешно и фала му на Бога, нека оди само вака и трудот се исплати еден ден. Знаеш колку ми значи ово што сега го слушнав, затоа што се сеќам и како бевме облечени дури. Да. Си одговараме некоја тонска комбинација. Тонска комбинација. Ти беше, мислам, дека у бордо некој фустан, црвен, така, хаљина некоја убава, ја бев така исто, нели, бордо црвено и така некако си одговараме на тоа интервју. Едноставно тоа е од душа, се кажува, и искреноста ми е на првото место. Ако нешто треба да премолчам, ќе премолчам. Меѓутоа, она што е за пофалба, дали се работи за било што и да е, јас морам да си го кажам најискрено тоа што го чувствувам, и тоа било така и со тебе. Тоа што сум го почувствувала во моментот, само што ти го кажала. И драго ми е што си чекориме вака многу успешно на музичката сцена. Па се надевам дека ќе имаме, нели, ситуации кај што ќе промовираме вака во емисии кај тебе. Само нека е за убаво. Јас гледам, еве, како што кажавме, и по социјалните мрежи, затоа изразив желба повторно еве да се видиме, да ни бидеш гостин. Многу забави. Многу знаеш да ги развеселиш, еве повторно сега ќе те пофалам. Луѓето на твој специфичен, интересен многу начин, знаеш точно што барат. Секој има свој стил, јас го милувам тоа. Младите, за да им го дадеш, за да им ја разубавиш вечерта, да си уживаат во еден прекрасен амбиент. И кога гледам си веламе како не сум била и јас тука присутна, меѓутоа добро сега со обврските. Ја покана према тебе имам дадена, ама знам колку сум ли обврзана со работа во работни обврски, семејни обврски, што е нормално. Да, ќе се најде и ќе дојде. Знам дека ќе дојде. Кога сме, еве, кажавме веќе долги години на музичката, веќе се долги години на музичката сцена, имаме песни. Јас ќе побарам еве да ги инсертираме, да ги погледнеме и оние спотови кои што досега ги имаме изработено, еве можеме да погледнеме. Со убави девојки имаме понови песни, меѓутоа имаме песни кои што ги пеете исто така и за нашата Македонија. Имаме песни кои што се посветени на она што е наше македонско традиционално. Од тоа не смееме да избегаме. Да, меѓутоа ги имаме и овие еве вака љубовни песни, затоа што секако и како млади погодени во срцата сите сме. Да ги погодиме во срцата сите оние кои што имаат чувства. Колку песни досега изреализиравме, ги имате многу. Па не се можеби премногу, затоа што стварно навистина имаме премногу настапи, лично и јас имам премногу настапи, не само со бендот. 13 мислам дека се до сега, од кои половично мислам дека имаме спотови за нив. Но добро е за нашето време, и 13 не е мала број. Не зезна и епидемијата, нели? Тука баш тука бев најак кога требаше да извадам албум до 2. Океј, здравје, Боже, велиме тука сме живи и здрави, ќе правиме уште песни, ќе се фокусираме малци на народново, бидејќи јас гледам жанрот малце помладалачки да го терам како поп фолк, некои примеси така, дека со години ми малце, ајде, што велиме, ама можеби ќе направиме сега неколку песнички од народниот блок. Се надевам дека нема ништо страшно што се уште не пишува група Респекти, но ти кажи си за како уште еднаш името на групата. Jack Daniel Story Band, да ги поздравам и момците мои. Не гледаат, видиш? Па не знам, можеби некои се станат, и мислам дека се станат. Имаат и мали дечиња. Сега тоа сакав да те прашам. Имате многу настапи. Треба да се има енергија. Јас секогаш се прашувам, еве вие кои што често сте во рестораните, во дружба, со пење, со настапи, како го чуваме гласот? Како ја добиваме таа енергија? Како се рестартираме повторно за да имаме настап? Бога ми, ја не знам сам, веќе тоа е веќе некоја процедура што сама се створила. Може предходно имало страв, нели? И до ден денес има страв дали ќе постигнеш, бидејќи месеци како мај, август, јуни, нели, декември, тоа се секојдневни настапи буквално, кај што си ангажиран ден и ноќ, имаш и дневни и ноќни. Сега ти ќе си ја направиш програмата колку можеш да постигнеш и кој колку знае како му е грлото, нели? Како вела, за едно добро здравје мораш и добар сон да имаш.
Апсолутно. Да, гледам максимално тоа да го испоштувам према сам себе, према грлото, за да можам вечерта да отпеам исто како што сум отпеал претходниот ден. Така да сонот гледам да е барем 5 до 6 до 7 часа. Сега колку ми дозвола. Арно, ама човек како мене со многу забави, многу репертоари во главата, многу музика и не можеш да имаш квалитетен сон, па се борам некого со себе. Но убаво се бориме, многу е важно. Многу мирувам во текот на денот, јас им должам извинување на семејството премногу, бидејќи дома, знаеш, ќути тато нека, знаеш, потипко или да не разговарам премногу затоа што грлото е трошење. Но многу е важно, еве ние имавме ке се навратам кога веќе споменуваме семејство. Во првиот разговор зборувавме за семејните вредности, а јас гледам од твоја страна и многу ми е драго, па се уште како млад или човек, како ги негуваш и ги чуваш тие семејни вредности со сопругата и со твоето прекрасно синче, ке ги поздравиме. И јас оваа можност да ја искористам да ја честитам роден ден на сопругата. Сакав и ја да ја честитам, ти благодарам многу. Да, нека е жива и здрава и да сте среќни, долговечни и понатака. И како што кажав, без разлика еве што ти си во тој жан, да кажам, со музиката и со настапите, семејните вредности ти се на првото место. И секој е чест за тоа. Морам благодарам, се стремам на тоа семејството бидејќи сум го створил, нели, и морам така и да продолжам, сепак е домашно воспитување. А имаме предизвици. И имаме, секако имаме секојдневни предизвици, све што велиме на тацна во денешница, но колку ќе си дозволиш сам на себе, така и треба да почитуваш. Пред себе сакам да ја честитам среќен роден ден Ивана, да си жива и здрава на мојата сопруга, да си го поздравам син ми Доријан и премногу сакам да ја поздравам мајка ми. Тоа. Мајка ми сакам премногу да ја поздравам, бидејќи никогаш вака не сум ја поздравила онака јавно и јако официјално. Да, како велат блазе мајка што те роди. Знам дека ме гледаш, да. Така да семено воспитување од родителите тоа и така и треба да продолжи, мислам дека. Браво. Иако оваа бранша е многу тешка за сите тие што велиме ситуации склопки. Ајде сега малку и за настапите. Да. Младите како живеат, што сакаат? Младите? Што е она што најмногу ги сполнува? Па да, ние одиме по настапи каде што имаме сигурно дека од годишна возраст од до. Сега тука не мора да класифицираме. И под 18 се и да, има и такви, не знам како пробува да се провлечат, али изгледа самиот изглед во денешница лаже. Да. Али добро, мислам дека законите ќе бидат уште подсврсти и понатаму. За да се сето тоа регулира. Да, бидејќи сепак ние имаме проблем. Да, ми пречи, сакам сето тоа да се биде контролирано, како што и за алкохолот и за сите работи, мислам. Она како си доаѓа една цела завода, не редам се од обезбедување па надале, нели, така да како живеат, многу турбулентно живеат, многу поинаку некое наше време, кое наше, така да го речам наше, бидејќи јас сум веќе во некои години, кај што поминав, нели, доста Ние се зборуваме, твоите спотови одат во позадина и убаво е така, добро. Да, турбулентно живеат, немарливи се малце. Да, тука нека не испадне карање, него малце да земат во обзир, нели, малку повеќе осет на доста работи треба да имаат, поготоа према нас естрадните уметници, кај што ние даваме се од себе, да. Треба даваме сепак се од себе за вечерта да биде прекрасна. Гледаме да балансираме, што велиме, најмногу према сите да биде се добро, така да малку треба и да не разберат нас. Па јас велам дека многу и во нашата професија, и во вашата професија има многу професии, односно сите на своите работни места треба да сме психолози. Да, точно. Треба да ја разбереме и другата страна, да учиме многу карактери, а пак вие можам да замислам затоа што секојдневно се соочувате со разни карактери. Можеби затоа сме поединци како успешност. Затоа што знаеме како да го изведеме, нели, да го изфилтрираме. На маса, точно. Да, и можеби затоа и ни дават и добра тука ќе речам и рестораните, газите, дискотеките, затоа што знаеш како да ја контролираш и публиката. Многу е битен дадениот момент на репертоарот, што е многу важно, тоа да кулминира, на крај крајва да има една прекрасна забава и сите задоволни да си речат леле, браво, кај Джек Даниел поминавме топ. Ја до сега имам 100% учинок. А на вистина си Джек, тоа е веќе докажано многу пати, токму затоа е дадено името. Името е дадено од тие Учесуваш во многу хуманитарни акции и тоа мора да го истакнам и секогаш си прв тука за да помогнеш и да подадеш рака на оние на кои што тоа им е потребно
потребно и те поздравувам еве и понатаму. Да. Тоа се чувствува кога некој го прави од срце. Кога можеш во некои моменти да си дозволиш, направи го тоа и нека биде од срце. Да не биде со маска како некој што го права тоа заради Имаме манипулатори многу во последно време за жал и тука се злоупотребуваат многу нешта. Угледот лицето не треба преку тоа да си иде, тука треба максимално да настапиш и што помалку да бидеш јавен во тоа. Точно. Али благодарам. Имаме вака низ утринските часови, еве гледачи, поточно ќе си го поздравам јас гледачот од Прилеп, еве јавно Тале, кој вели дека ние не слушаме македонска музика. И секогаш кога ќе ми дојдат еве вака уметници како тебе, јас прашувам. Дали младите во Македонија, каде и да настапувате, сакаат македонска музика? До пред 3 години, ќе бидам многу искрен, беше сосема друга ситуација. 3-4 еве да речем. Али овие последни 3-4 години и понатаму, мислам се надам, дај Боже конечно да се освестиме, македонската музика преовладува во нашите ресторани, поготово малце патриотските оние што се за нашата земја држава. Се враќаме назад, значи си го сакаме свој. Така. И затоа сакам малце да алудирам јас повеќе изгледа на такви песни ќе удрам, што велиме, нели, народски кажано. Да им влезе во чивијата уште повеќе на оваа новата генерација, бидејќи гледам дека добар замав земат, а и колегите доста ги почитувам што прават веќе такви песни, ги навраќаме оние старите добри, па преработки се прават, нели, етно верзии нови, што е за почит. Така да не случајно можеби јас ќе направам нешто такво, ќе извадиме нешто од ракав. Сакам само да порачам дека треба уште повеќе македонштина и патриотизам не само на маса, што викаме ќе удриш на маса, нели тука. Но и со дело. Треба и на дела. Треба Македонија малце да ја доведеме на некое поинакво ниво. И со закони, и со све, за таа македонштина да не може некој да ни ја оспори. Така. Затоа тоа е голема тема, не сум ја за тоа. Но добро е, барем одговоривме она што јас сакам да го слушам. Многу се пее македонска музика, значи многу се пее македонска. Така. Јас тоа го кажувам и го потенцирам секогаш затоа што гледав и по еве матурските вечери. Гледав и за полуматурантите што без разлика се и помали во годишна возраст. Ја буквално свирам на сите и на полуматуранти и на матуранти. Така, многу сакаат македонска песна и македонска музика, што мене ме воодушеви и како реагираат на зурли и на тапани, кои што им се неизбежен дел од матурските вечери. Имаме ситуации кај што сега ќе кажам пак е домашно воспитување тоа, се е до родителите како ги одгајале нив, ако продолжат и понатаму, нели што повеќе така родителите. Тука се родителите криви, да бидеме најасно на чисто. Секогаш не ги кривиме родителите. Не се децата воопшто ништо криви, затоа што тоа што ќе им се пласира, тоа и ќе го сака. Така е, огледало се наше. И ние треба тоа на прв план да бидеме. Сега тука сме веќе на крајот, ајде ќе ја слушнеме за печалбата. Песната за печалбарите. А може пред да слушнеме да ти подарам нешто? Еве јас тука го спремив, нема да откриеме што е, ти ќе си имаш во иднина, ќе си знаеш. Благодарам и на тебе за ова. Да слушнеме сега за печалбарите, ги поздравиме сите. За печалбарите само ќе кажеме дека оваа песна ја создадовме затоа што за жал имавме иселување, имаме и се уште, но тоа да се посакуваме до преднаш и ако ништо друго да имаме светла иднина за нашите дечиња, така да ни се живи здрави. Да ни се вратат сите. Меѓутоа еве напишавме и испеавме една песна токму за печалбарите. Ќе ги поздравиме сите наши кои што се надвор од нашите граници. Тоа беше Джек Даниел. Благодарам многу што одвои време да ни бидеш дел од утринската програма. И да ги поздравам сите и печалбари и наши македонци широм целиот свет. Благодарам. И јас исто тука се одјавувам, ќе ви посакам убав ден и уживајте во викендот кој што следи. Останете со Алфа телевизија и уживајте во музичката номера.
да